Да. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва имам на вистина посебна чест и задоволство да разговарам со универзитетската професорка Мимоза Рајле. Имаме многу теми за кои што ќе се обидеме да поразговараме, но како и секој разговор и вечерашниот мора да има некој почеток, па почеток нека биде всушност насловот на една од вашите книги. А моето прашање е поврзано токму со тоа. Професорке Рајле, вие често велите дека светлината на убавината се наоѓа во нашето највнатрешно јадро. Како ја дефинирате убавината во времето во кое често владее естетика на површината? Веднаш да кажем, вие сте професорка по предметот естетика. Повелете. Добра вечер. Многу ми е мило што еве со вас толку голема инспирација е да се разговара со вас, секогаш неприсушни теми, идеи и инспирации. Една од можеби најфасцинантните теми во светската литература е темата за убавината. Апсолутно таа се наоѓа и во сите други уметности, меѓутоа во светската литература таа зазема посебно место и сега веднаш прва асоциација која и да зборуваме за убавината, таа ме потсетува на едно од моите најголеми љубови во светската литература, тоа е Фјодор Михајловиќ Достоевски, кога тој ќе каже онаа фамозна реченица убавината ќе го спаси светот. Меѓутоа, постои тука една недореченост. Знаете, често гледам како и на социјалните медиуми, како се пишуваат критики за Фјодор Михајловиќ Достоевски, меѓутоа ќе се стави некој убав предмет, надворешен, и ќе напишат убавината ќе го спаси светот. Меѓутоа, во тој контекст ние не можеме да алудираме на Достоевски, затоа што Достоевски, пишувајќи за убавината, тој не можеме да го сватиме од аспект на неговата непротивречност. Во делото и диот тој во Кнезот Мишкин, кога разговара со Аглаја Ивановна, тие се главните ликови заедно со Анастасија Филиповна, тие зборуваат за темата убавина во контекст Кнезот Мишкин доаѓа да ја повика Аглаја Ивановна на една вечера, на еден прием кај незините родители и узгред вака ќе му каже попатно и ве молам, Кнезо Мишкин, не зборувајте такви глупости дека убавината ќе го спаси светот. Што сака Достоевски да ни каже со ова? Сака да ни каже дека се работи за убавината на човековата душа и дека без и самиот збор на руски красива значи добрина. Тоа е исто Платоновата идеја калоз, значи убавина и добрина истовремено, и дека доколку од вашето срце не избива убавината како добрина,
тогаш вие зборуваме за една друга естетика, а тоа е естетика на грдото, на површинското, естетика која што не може да дојде до светлината на тие Платонови вечни идеи и преку таа убавина ние всушност остануваме само на површината, пливаме на површинските води и никогаш не доаѓаме до една убавина на човековата душа. Знаете, таму каде што душата се одмора и таму каде што се јавуваат светлините во самата креација. Тогаш таа убавина многу Достоевски интересно ја и во Браќа Карамазови. Да ви кажам, тоа е една фасцинантна тема, каде што тој во гласот на тројцата браќа, нели, кога зборуваат Алјоша Карамазов заедно со неговиот брат, тој вели, па знаете ли што е убавината? Убавината, ангелот и ѓаволот таму се борат, а бојното поле е човековото срце. Значи, секогаш убавината, онаква каква што ние во предрасуда, вели Достоевски, ја сваќаме, не може да ни ги даде одговорите на вечните прашања, затоа што убавината е всушност доаѓањето до самото јаство на сопствената душа и кога ќе дојдеме до таму, и тоа вие како креативец, како поет, сликар го знаете, кога ќе дојдете до таа креативна сила внатре себе, која што блика од светлини, тоа е всушност средбата со самите нас или средбата со Бога, со нашиот највнатрешен архетип. Ете, тогаш сме открили убавината. И Гете пишува за убавината, звездените мигови, вечна тема и на Иво Андрич убавината, нели? Гете вели дека сите имаме звездени мигови на убавината. Меѓутоа, убавината во надворешна смисла трае колку падот на една звезда и кога ќе падне на земјата, веќе таа не постои. Што останува после? Останува добрината и останува креативната сила која што ја разгорува нашата душа и која што всушност низ убавината не тера да создаваме. Професор Керајл, убаво што не навративте, не подсетивте малку за миг на Достоевски, но и на Гете, и на Андрич. Таа мисла дека убавината ќе го спаси светот, поточно човештвото, се употребува денеска и за поезијата, и за пошироко, и за уметноста, и за културата. Но дали навистина е тоа можно, духовното да го победи материјалното во овој суров материјализам, кој што се повеќе станува доминантен, царува не само со човекот како поединец, туку чинам со целото човештво. И многумина се скептици и велат едноставно тоа не е можно, но ние мора и треба да веруваме во тоа, бидејќи, како што рековте премалку, ние сме творци. И ние убавината не ја бараме само во надворешниот површински отслик, туку ја бараме натре, во дамарите, во вените, во срцето, во душата, каде што можеби и секој не може и да ја види убавината и добрината, бидејќи тие се суптилни и често непоимливи, не можат да се опишат и да се означат со зборови, со бои, туку треба да се почувствуваат. Ви благодарам за вашиот исцрпен одговор на оваа тема. Ме поттикнавте и јас малку повеќе да говорам. Вие научно, емотивно сте посветени на повеќе сфери. На драмата и театарот, на филмот, на поезијата. Па сакам да ве прашам.
Кој е тој најдлабокиот естетски миг, момент и чин што публиката, односно гледачот, читателот, треба да го доживее во едно дело? Комплексно е прашањето, ама... Да, па добро, јас сепак мислам дека не постои само еден аспект што тука се доживува, иако естетската доживеалица тука е клучна. Да земеме, на пример, античката трагедија. Прво, самата етимологија на зборот трагедија, што значи трагос, значи на старогрчки јарец, и ја песна. Тоа е последната трагична песна што ја пее јарецот, затоа што јарецот, знаеме, во антиката е жртва на богот Дионис, кој што е всушност бог и на театарот и на непромислените страсти и нагони. И кога всушност ние гледаме една, за мене врвот во драмата е античката трагедија, затоа што кога ја гледаме античката трагедија, што гледаме ние таму? Го гледаме трагичниот јунак. Трагичниот јунак е човек кој што се истакнува по својата индивидуалност, по својата автентичност и ја живее својата страст и својот идеал кој што е повисок од сопствениот живот. И што гледаме таму? Гледаме еден трагичен јунак кој што постојано оди на работ, оди помеѓу животот и смртта. Меѓутоа, во таа, како да кажам, посланост кон идеалот, тој е спремен да го даде својот живот, затоа што за тој идеал вреди, вели трагичниот јунак, да се живее, но вреди и да се умре. Во таа смисла имаме тука големи тензични ситуации, гледајќи самата фабула на трагичниот јунак и следејќи го него, како гледачи, ние постојано се исповетуваме. Моментот кога се исповетуваме со трагичниот јунак, без разлика дали е во филмот или е во драмата, или е во театарот, ние доживуваме еден вид на катарза, ослободување од сите напнатости кои што сме ги доживеале во нашиот живот, и во тој миг ние заедно со трагичниот јунак учествуваме во неговиот живот и неговата судбина. Сега ќе се прашаме како може еден грандиозен човек со такви идеали, со таква идеја во животот. Гледаме дека боговите во трагичниот јунак апсолутно се на страната на јунакот, на херојското, затоа што тој е храбар, а на храбрите и боговите им помагаат. Кога всушност самата драма, тука и трагедија, кога драмата во антиката станува трагедија, а тоа е поврзаноста на естетиката со етика, значи етика, тоа е естетиката и етиката, кога тој ќе направи една морална грешка и мора да падне, и тогаш боговите му го вртат грбот. Па еве да гледаме кај Едип. Едип направи се што треба, даде одговор на свингата. Истото се случи со Антигона, со Орфеј, со сите тие се едни над луѓе кои што го посветуваат својот живот на една идеја, Орфеј, нели, на љубовта, овој кој им го даваше оганот, сега не можам да се сетам, и другите полубожества. Меѓутоа, сите тие во еден момент од животот ќе направат грешка. Кога ќе направи грешка Едип? Па кога ќе го убие старецот, не знаејќи дека е неговиот татко. Антигона која ќе отиде и да пркоси на боговите и да биде дрска и ќе им сврти грб на моралните вредности. Кога ќе направи грешка Орфеј, кога ќе се сврти во пеколот, барајќи ја својата најголема љубов, во моментот, значи, херојот станува трагос, ја пее последната песна, кога ќе направи. Затоа, и вие кога говоревте, како да го читав Ниче или и Достоевски заедно, во ова време, кога се случува, што е нихилизмот кај Ниче? Кога сите вредности ќе изгубат својата вредност. Сега, како
да се живее кога сите вредности ја губат својата вредност, па тој вели дека уметноста постои за да не спаси од вистината. Ете, тоа е неговот... Има една српска поетеса која што многу е популарна во Србија, многу ја сакам, вели оваа стварност, ова сивило секојдневие не е доволно. Кај креативниот човек, секој човек е homo ludens, homo creator и homo religious. Секој човек мора во нешто да верува, мора нешто да создава, тоа не мора да е сликарство, не мора да е поезија, може да е одгледување на цвеќе, меѓутоа мора креативно да се изрази за да може да живее и секој човек е homo ludens, човек на играта. Сите овие аспекти на човекот се содржани во нас и доколку не ги живееме, ние фактички венееме и полека си го означуваме собствениот крај. Професор Керај, убаво што пред малку подсетивте на поврзаноста, на взаемноста помеѓу естетиката и етиката. Зашто чинам нема естетика без етика. Но, сакам да ве прашам, во вашиот труд да се открие Фауст, значи да се открие светот, зборувате за човековата жет за знаење и моќ. Колку денешниот Фауст, во наводници, живее во современата македонска уметност, во и со современата македонска уметност? Па, живее и во македонската и во светската уметност и во секојдневието. Како? Па, секој од нас некогаш во животот како Фауст се прашува каков е овој свет. И дали од карактерот на тој свет по самата суштина не произлегува трагедијата. Знаете, Фауст е човек кој што тоа е една легенда за праведникот Јов, знаете, кога Бог и ѓаволот се кладат дека може да го искушаат најголемиот праведник. Меѓутоа, Фауст е човек на западниот свет, човек кој што живее релативно исто како нас, човек кој што верува латентно во Бога и тука е таа пукнатина во неговата личност, каде што демонот доаѓа да го искушува. Што се случува со Фауст? Па Фауст замислен над глобусот во првата сцена, гледаме и вели, што е ова? Сакам да продрам во тајната на овој свемир, меѓутоа со разумски средства. Тука, што не доведува, вели Фауст, доколку ние го исклучиме срцето, не веруваме во Бога и Божественото, ги исклучиме сите креативни сили и само со науката влегуваме чисто рацио во светот. Мора да ни се случи да ни дојде демонот. Прво демонот е едно куче, нели сладко, кое што ќе дојде во собата на Фауст и потоа ќе се претвори во еден импозантна фигура на еден маж кој што ќе го искушува и ќе му вели, види, ја не можам да ти ги дадам одговорите што е тоа што целата вселена ја држи, вели, што тоа срцето мое го пржи, нели, така зборува во стихови Фауст и вели, меѓутоа можам да ти дадам на земјата да живееш како сакаш и на тоа Фауст, нели, од почеток не сака ни да слушне, тој вели, не ме интересира, мене ме интересира науката, меѓутоа тој е упорен е Мефистофел, демонот е упорен и на крај Фауст ќе попушти. Ќе рече, ако во еден момент во животот, ја ти кажам, вика, знај, ако ти кажам, направи ме да бидам убав, само убав од надворешно, и да не ме интересираат повеќе овие прашања, со мојот живот е крај. На крај Фауст ќе се клади со демонот на оваа тема и што почнува Мефистофел? Прво му вели, бирај која сака жена во светов. Јас ќе ти ја донесам, можам. И оди во јавни куќи му покажува на голем екран таму и тој вели, не, јас сакам Маргарита, невината девојка, и овој Мефистофел паѓа у несоз, вели, каја најде сега. Баш таа невина. А тоа е прототип на најчистото женската анима во Фауст и тој оди и носи злато, па така потоа ќе стане една
голема драма внатре во нивната љубов, таа ќе ја отруе својата мајка, затоа што ќе го испие пијалокот, напитокот на демонот, па незиниот брат ќе погине заедно. И на крајот Фауст ќе види неа во јавна куќа како оди и малце шепа со десната нога, и ќе му се згади од тој поглед и таа веќе ќе го убие собственото дете. Тоа исто го имаме и кај Достоевски, кога умирањето на Марија Шатова, кога во Бесни души, кога ќе се проколне детето. А тоа значи проколнување на идните, дека нема иднина за идните генерации со моралните вредности и со Мефистофел и со демонот во нашата душа. Затоа Фауст значи апсолутно посветување на знаењето како рацио. И што дојдовме со рацио? Па дојдовме до вештачка интелигенција, немам ништо против. Дојдовме до апсолутна трансхуманизација на човекот со машината и ние веќе без апаративен не функционираме. Тие стана дел од нашиот идентитет. Зависни сме од нив. Апсолутно станавме зависни. Немаме контакт со природата, немаме контакт со другите луѓе, не направија, ни дадоа медиумите светски, дека треба да сме сами, а кога сме сами, ние сме добри конзументи на луксузи, на лекови и треба да се одвоиме еден од друг. Што е? Еве го Фауст, а тоа е прашањето на осаменоста на човековата душа во современиот свет. Колку сме осамени? Еве го Фауст. Опишувањето и плачот на единката во самотијата, која немате вие на кого да подадете рака, со кого да испиете веќе кафе. Кога човек на човек нема повеќе симбиоза во љубовта. Кога немаме човештво, немаме човечност како етичка особина, ние веќе сме го изгубиле она најважното во нас, божественото, и демонот дефинитивно владе и тука задачата на уметноста. И Гете тоа го порачува. Мора да се случи спасот на единката. Нели, на крај тој кога ќе умре и копаат некој гроб, и тој вика, се случува процес на мериализација, односно кога колективно ние ќе одиме во некој поубав свет, но тие му викаат, не, тој гроб е за тебе, да си саен граб, викаат, тука е еден гроб за тебе. И тој сваќа дека всушност каде погреши, дека ја продаде душата на ѓаволот и го ја изгуби обкладата, и таму, и меѓутоа, Гете ни дава спас не во овој свет, туку на оној другиот свет, кога тој ќе најде, нели, Богородица и средбата повторно со Маргарета таму. Значи, тоа е една чеховска тема, дека злото во овој свет е непобедливо, а љубовта е неостварлива и дека ни требаат сосема нови, уствари, старите трансцендентални историски, етички вредности, а тоа е љубовта кон другиот човек. И дури Грушенка, иако малце таа сцена кај Достоевски е гротеска во Браќа Карамазови, вели, јас знам како да дојде рајот на земјата. И тоа го кажува, сега Грушенка, како може да каже, а Грушенка една така необразована жена, таа вели, па сите треба да му опростат на секого. Во тој момент, за 5 минути на земјата, се случува рајот. Да се засакаме едни со други. И, знаете, кога зборуваме за различните приказни во уметноста, секојаш се навраќам на Иво Андрич, кога ја добива наградата, Нобеловата награда од Шведската академија, и тој вели, постојат две главни теми, тој и Фројд го вели, во уметноста и во животот, а тоа е темата на љубов и темата на смртта. Задачата на уметноста е да ја глорифицира, вели Иво Андрич, убавината и љубовта. Не со митралези, не со омраза, не со одмаза. Па тоа и Хамлет ни го вели во последната сцена на Питер Брук, кога сите ќе испоумрат, сите лобањи таму, глави, сите во крв, ќе стане еден и ќе рече, каде си ти, каде е Бог во овој несовршен свет? И затоа пораката на уметноста мора да биде
како што почнав со Иво Андрич, во љубовта да се да подадеме раката кон човекот и само така човештвото може да се рестартира, а тоа може да се случи само ако дојдеме до својот највнатрешен архетип, да седнеме сами со себе и, како што вели Јунг, да се поздравиме со сопствената сестра, близначка која што е зла и да кажеме добре дојде на светот на убавината, затоа што овој живот, ако нема поетика внатре животот, во односите, во релациите, во околностите, ја тоа им кажувам на моите студенти секогаш. Они сакаат слава преку ноќ. И сега викам, не, значи триумф без слава, ако сакате, е еден пат без препреки. Препреките ви се најголеми учители. И вие не можете, јас секогаш им викам, што и, ама ни се случува тоа и ние се откажувам. Викам, што и да се случи, и тоа и во Библијата го има и во секоја света книга која отворим, останувате мирен, останувате во центарот на својата убавина. Тука треба сега до израз да дојде вашата самодоверба. По самодовербата треба да бидете љубопитни зошто ова ми се случува и на крај да сте креативни, да изнаоѓате секогаш нови начини на патот на креативност. Ете, во поетското, во поетиката, знаете, која раскажувате некоја приказна, без разлика дали е филмска или театарска, доколку вие имате идеја и во таа идеја го внесете поетското, поетика, значи, не зборувам за поезија, за песни, него поетиката на животот, вие имате совршено естетичко дело и тоа не може да не биде уверливо и да не создаде еден одраз кај самиот гледач. Професор Керајл, не сум многу завидлив човек, ама помалку им завидувам на вашите студенти, бидејќи прекрасно говорите и сигурно со вашите предавања сакате од една страна да ги заштитите од, во наводници, сите зла и сите лоши нешта, а од друга страна, како еден вид звезда водилка или водич, да им го покажете и просветлите патот. Живееме во време на консумеризам. Обично велат многумина, среќам луѓе кои што, најпопуларно речено, кога не знам што да правам, одам во маркет да купувам. И се враќам со полна торба, работи кои што веќе ги имам и не знам зашто сум ги купил или купила повторно. Но, она што вие го правите во вашите текстови е дека често спомнувате дека уметноста е единствен пат за спас на човечката душа. Дали верувате, а гледам од досега реченото дека верувате, само сакам тоа уште еднаш да го елаборирате и да го потенцирате, дека денес се уште постои спасителна, лечебна моќ. И која е таа? Убавината, зборот, добрината. А како во сето ова да веруваме, кога поминува покрај нас автомобилот, на 10 или 20 сантиметри од нас, врне дожд, има вирчиња со вода и тој додава газ и му е сеедно што ќе не испрска. Или ние немаме чадор, а толку поминуваат покрај нас луѓе со чадори и никој не вели ајде барем 100 метри под мојот чадор. Нема милост, нема сомилост. Има некое грубијанство, некое насилие, некој нечовечлук. Колку убаво ова го кажавте, ова е тема за драма, за театарска представа, поезија.
чисто пати, кога ќе се собереме со моите студенти, имаме неформални, и формални и неформални часови. Во неформалните, па и во формалните, тие велат не знаеме што сакаме да пишуваме, не знаеме што сакаме да правиме, па која тема да ја одбереме. Треба некој друг да им каже. Да. И како тоа се поттикнува? Јас едноставно им велам, еве вие ме поттикнавте, кам што вас ви пречи во овој свет? Тогаш знаеме све. Да. Што вас? Обратно. Да. Па вели ни пречи тоа, ни пречи ова. Ете, велам, тоа е вашиот повик. Таму е вашиот повик да вие направите такво уметничко дело со кое што, колку да ви звучи банално, тоа, правејќи го првиот чекор, вие сте влегле веќе во уметничка креација. Знаете, проблемот е само да се почне првиот чекор. И сега бараат совршени околности, да имам простор, да имам ваква камера, да имам таква. Не, почни со своја камера, сними на улица што ти пречи и од тоа се развива филм, се развива целата драматика на ситуацијата. Доколку се што нас ни пречи, ние тоа го елаборираме како наша идеја за спас на човештвото. И тоа навистина го направиме. Верувајте ми дека тоа е повик како ние да се спасиме. Уметноста дефинитивно не спасува од ова така наречена земја на плачот, затоа што, еве да ја земеме поезијата. Земја на плачот и потрошувачка кошница. Така е. Кошничка. Така е, меѓутоа тоа медиумите прават од младиве луѓе. Ја интензивно ги следам тие медиуми, зашто имам дома двајца тинејџери и ме интересира што им се пласира. Знаете ли што им се пласира на младите луѓе? Ти си нула, ти си никој и ништо, додека немаш убава кола, додека нема некој сепаре кој ти се чува, додека немаш две девојки околу тебе, апсолутна дезинтеграција и дегенерација на новите генерации, и затоа мислам дека враќањето на уметноста, потикнувањето на креативните сили внатре младите ќе не спаси од овој ќорсокак. Меѓутоа, еве да земеме поезијата. Па поезијата е еден сон помеѓу јавето и свесноста. Тоа е еден занес во кој што ние твориме во порој на солзи, како што вели Јунг, таму нешто чудно се случува. Самата креација е нешто надлично, толку потресна и толку стварна, која што ја бранува нашата душа, и ние таму живееме со тие слики и звуци. Меѓутоа, каде се случува проблемот? Проблемот кога треба тоа да се материализира. Вие ако сте јазичен виртуоз, тоа многу лесно ќе го ставите, посеќавање ќе го ставите. Затоа што во поетското, кога ние се наоѓаме во светот на поетските идеи, ние воопшто не се наоѓаме во овој свет. И затоа кога ќе се вратиме, ние треба тоа да го ставиме на хартија. Ние треба всушност да ги повикаме сеќавањата. Па тоа е целата идеја. Знаете, Данте Алигиери кога оди низ инферно, низ пеколо, чистилиштето и рајот, и сега на крај се случува средбата со Бога. Средбата со Бога, тој вели, и најднаш ми се случи нешто што оваа душа изди, се најдов среде сјајот на сите звезди. Сега како тоа да ви го... Нема ни збор, нема. Само знаете дека патот од пеколот и чистилиштето води до рајот само преку љубовта. Беатриче, он не можеше да ја види не го гледаше со очи, туку со очите на душата и го однесе до Бога, нели, преку Свети Бернард, све до Бога, и на престолот на Бога. Тоа искуството не можеше да го пренесе. Вели Данте, големиот јазичен виртуоз, не може да го опише сјајот на сите звезди, што се случува во сопствената душа, и во секој тој пат помеѓу пеколот, страдањето, чистилиштето и рајот е чисто индивидуален пат, и можеме ние да со добар образовен систем, со добра наобразба дома, со почитување на етички вредности, да влеземе веднаш во тој свет на сите Дантеов
сјајна сите звезди, меѓутоа обично оди преку страдањето. Сакам да подсетам на двете ваши книги, чии што наслови мислам дека говорат се. Најпрви книгата Светлината на убавината и уметноста, издавач е Универзитетот Европа Прима од Скопје. Оваа книга има за цел низ грандиозните уметнички дела, преку најзначајните естетички правци и идеи, да даде еден духовен вглед во најважните трансисторијски прашања кои го мачат човекот, да отиде до најтемната ноќ на човечката душа и таму да ја осветли преку убавината и уметноста. Станува збор за светлина, која се наоѓа во нашето највнатрешно јадро и чека да биде запалена како најголемиот украс на универзумот. Додека пак во книгата Соништата на писателот, во издание на Арс Ламина од Скопје, велите дека човекот мора да седне на иста маса со Бога. Како го објаснувате тој духовен диалог во современиот секуларен свет? И овде има многу контроверзи, многу противречности. Така е, апсолутно е така. Знаете што прво патот на најтемната ноќ на нашата душа, тоа е приказната на Јованот крст, или и кај Јунг го среќаваме тој термин. Што е всушност тоа? Тоа е одењето на Исусовиот од по Голготата. Кога сите земски сили го нападнаат човекот Бог Исус и тој погледнува кон небото и вели: "Но зошто јас, татко?" А тој не ми одговара. Токму во тој актус трагикус на Исусовиот од по Голготата е присутен во секој живот, кај секој човек. Меѓутоа, не ни е даден случајно и не ни е даден да ние страдаме. Се извинам, туку преку страдањето ние да дојдеме до воскреснување во новиот свет, во новиот живот, затоа што тоа будење е чисто индивидуален пат. Најтемната ноќ на душата е нашата најголема пријателка, затоа што ние сваќаме, знаете, постојат страдања кога веќе велите не можам понатаму. Меѓутоа, ако отидете еден чекор понатаму, ќе се случи воскресението. Тоа е истото патот на пеперутката, кога таа е гасеница и кога се свети, кога се појавува во новиот живот. Тоа се случува во секој човек. Меѓутоа, доколку сме духовно доволно наобразени, ние ќе знаеме дека ни страдањето сме дошле до еден поубав свет, затоа што веќе работите кои што ни се случувале до вчера, нас нема да не поместуваат, затоа што се што се случува, мора да сватиме, е неутрално, се што се случува е нашата емоционална реакција. Доколку останеме мирни во центарот, доколку тоа го сватиме како повик да одиме во некој друг правец, ние нема да страдаме. Седнувањето на истата мора во таа најтемна ноќ на душата. Достоевски не прашува има ли Бог. Значи, ние сме веќе на амбисот, го гледаме амбисот. Не сме вака убаво седнати па пиеме кафе, него го гледаме амбисот. Не се случува најтемната ноќ на нашата душа и Достоевски прашува има ли Бог. Има ли бесмртност или нема ли Бог? Нема. Од зависност на одговорот на ова прашање има ли Бог, а тоа е има ли бесмртност, зависи нашиот живот понатаму. Ако нема Бог, вели Достоевски, тоа се е дозволено, тогаш атеизмот не оди сам, тој секојаш оди во триадата со нихилизмот и анархизмот. И тоа таков ќе биде и нашиот живот. Се е моја волја, ако сакам ќе си го знае, тоа Шатов и во неговото дело Беснила, вели се е моја волја и ако сакам ќе си го одземам животот. Кој е Бог? Ако има Бог и ако има бесмртност, тоа мене етички ме детерминира што да направам. Ја од сопственото его, нели таа цела Фројдова конструкција на личност, его, суперего, ид, да продрам во несвесното и да дојдам до Јунговото, што доаѓам до Јунг? До архетипот на колективното несвесно. Затоа што Јунг вели имаме его, суперего, ид и имаме архетип на колективно несвесно. Сега нашите писатели, како Блаже Коневски, како
како Анте Поповски, како Коста Солев Рацин, пишуваат на архетипот на колективното несвесно. Па што е тешкото? Зурлиштом, диво ќе писно. Па тоа е архетипот, па Везил ќе кажи како да се роди прост. И двата амалгама на црното и црвеното. Знаете, тоа е сега. Јунг вели дека под тој архетип на колективното несвесно постои најдлабокиот архетип, а тоа е архетипот на Бога. А што е архетипот на Бога? Тоа е прашањето, тоа јас студентите ги прашувам. Опишете ми како го замислувате Бога. Тоа е совршенството на нашиот етички детерминант. Тоа сме ние во најсовршената смисла на зборот. Тоа е средбата со самите себе. И колку парадоксално да звучи, колку ние да мислиме дека сме отишле кај Бога во некои астрални далечини, тоа е всушност што подлабоко сме влегле во продорот на нашето несвесно, сме го нашли архетипот на Бога, односно нашето јаство, нашето собство и нашето совршенство, што вели Достоевски, бидете совршени како таткото ваш, наш небесен, значи сте го нашле собствениот архетип на Бога и така се однесувате. Многу е тешко во секуларниот. Професор Керајл, имам подготвено 20 прашања, а одвај одговоривме на половината од нив, што значи ќе правиме и нова емисија. Со задоволство. Но на гледачите сакам да им кажам дека вие имате дипломирано на Филозофскиот факултет во Скопје, каде што и ги завршувате постдипломските студии во областа на современата филозофија. Понатаму, исто така, докторирате и она што е многу необично, а мене ми е многу драго, пишувате и поезија, објавувате и колумни, присутни сте, активни сте во нашево совремие. И бидејќи токму овие денови беа денови на избори, сакам само да подсетам и со тоа и да завршиме, во вашиот есеј градот во воздухот прозирен му давате поетски дух на градот Скопје. Што значи за вас, аба кусо, зашто на вистина имаме само уште неколку минути, што значи за вас градот како символ и инспирација? Еве ова моето последно вечерашно прашање. Прво да ви кажам дека пресреќна сум за ова што се случи со Скопје, дека Скопје е во вистински раце на Орце Ѓоргиевски. И за мене лично на вистина е тој воздух прозирен, затоа што Тој треба да биде сега и татко, ама и мајка, и мајка на градот. Така. Ќе биде, ќе имаме метропола од град. Она што мене ме детерминира е едно сеќавање на моето детство. И каде да одам, само кога ќе го видам Скопје во тие светлини. Може би тие светлини се внатре во мојата душа, па јас ги замислувам како фигури прозирни. Тоа е сеќавање на оној крст, на она детство, на најсреќните мигови во животот, значи, да има што помалку магли, што помалку нечистотија, а да имаш топол дом каде што секогаш и што помалку замислени луѓе. Да има конечно и насмевки, да има конечно и светлина во очите. Да се радуваме, тоа Исус ни го кажа. Ќе ве замолам на крајот со една од можете и со две, ако сакате. Ајде, синот. Да ни напишете тука една порака, една мисла и да ни се подпишете. Мислам дека оддалек успевам да прочитам. Со ништата. На срцето да ги живеете уште на земјата. Да ги живеете уште на земјата. И Бог нека го благослови вашиот пат. Одличен благослов, одлична порака. Мимоза, Рајл. Повелете Христо
Мимоза Ви Рајл, благодарам за целата инспирација. сакам и со рака, вака машки стисок еден, да ви честитам на се што изговоривте досега, ама и што напишавте, што објавивте, што ги воспитувате студентите, младите генерации и очекувам во скоро време да одговориме и на другите прашања, да подготвиме уште една средба и уште една емисија. Ви благодарам за вечерва. Ви благодарам многу. Вие сте вечна инспирација на уметниците. Без вас не знам дали ќе можев да одговорам. Не, ќе можете апсолутно, но се трудев. И уште нешто да кажам. Намерно ве пуштив повеќе вие да говорите, бидејќи имам чувство на вина дека јас им одземам на соговорниците дека јас многу говорам. И вечерва реков ќе се коригира. Беше прекрасна симбиоза. Благодарам.